1 и 2 јули во фудбалската историја на истокот ќе бидат запаметени како денови кога Штип го загуби Никола Караколев, а Кочани Никола Мантов. На 1 јули 1973 на мечот во тогашната Македонска републичка лига, во рамките на 34-тото коло, Осогово биле домаќин на средбата со ФК ФАС 11 октомври од Скопје. Во 10-та минута од првото полувреме, при резултат 1:0 за домакините, како последица од инфаркт на теренот како покосен паднал 23 годишниот фудбалер на Осогово Никола Мантов. Младиот играч, студент на втора година на Машинскиот факултет во Битола, веднаш бил префрлен во болницата во Кочани, но лекарите можеле само да ја констатираат смртта. Во својата кратка фудбалска кариера Мантов одиграл 59 првенствени и уште толку куп надпревари, играјќи на позициите лев бек и лево крило. Постигнал повеќе голови за целиот период, на активно играње фудбал добил само еден жолт картон. Во знак на сеќавање на овој играч, стадионот го добива неговото име и тоа е единствениот стадион во Македонија кој воопшто носи име на еден фудбалер. Во историјата на Брегалница пак на 2 јули, но 9 години порано во сообраќајна несреќа, на пат кон реванш над преварот за влез во втората Југословенска лига, во Црнагора загина штипскиот фудбалер Никола Караколев. Настанот се случил кога автобусот со целиот тим на Брегалница излетал од патот. И покрај трагедијата над преварот со ОФК Титоград сепак се одиграл, а Брегалница за прв пат во историјата се пласирала во втората Југословенска лига.